Кочани од геотермалната вода и земјоделскиот отпад може да прави струја. Двата енергенса кои сега речиси и да не се користеа, за општината може да значат и економски и еколошки профит. Изградба на хибридна постројка. Хибридна од кој аспект? Значи постројка која што во себе комбинира два обновливи енергетски извори. Значи тоа е геотермалната енергија и енергија од биомаса. Што беше целта на студијата? Тоа е физибилити студија, значи требаше да покаже дали е таа варијанта исплатива. Значи можеме да кажеме дека е енергетски, економски и еколошки исплатива. Зошто? Енергетски се разбира затоа што може да покрие конзум во капацитет од 12 мегавати. Економски, значи се исплати. Еколошки е нормално многу исплатива, затоа што се штедат околу 5000 тони месечини годишно емисија од јаглероден двуоксид. Колку изработката на еден ваков капацитет ќе чини, за сега нема точна пресметка, но се работи за пари кои се премногу за буџетот на Кочани. Ако сака од отпадот да прави струја, општината ќе треба да бара начин како тоа да го плати. Да изработиме техничката документација и да бараме некој партнер, кој што партнер би можел да инвестира, заради тоа што да бидеме реални. Општината Кочани нема такви капацитети да може да инвестира така големи износи во изградба на едни такви големи капацитети. Кочани е општина каде топлата вода е најмногу искористена во регионот. Природата на Кочани му дала еден благодет кој што за сега го користат оранжериите за оранжериско производство, го користат и неколку институции јавни кои што се греат. Со ова сакаме да ја прошириме, да го прошириме користењето на оваа геотермална енергија. Доколку општината се нафати објектот да го гради, истиот може да биде ставен во функција за околу 2 години. Пресметките велат дека за враќање на инвестираното ќе бидат потребни 12 години.